приказната е многу интересна. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Јас го напуштам своето сместување во Бангало во Мојковац. Планот за денес ми е од Мојковац кон мостот на Тара, од мостот на Тара кон Жабљак, да посетам едно езеро, езерото Змиње во Националниот парк Дурмитор и да продолжам да возам низ Националниот парк Дурмитор и потоа да слезам кон планинскиот превој Седло и од Седло да се упатам кон градот Никшич, каде што и ќе преноќам вечер. Некаде нешто на 200 км за денес имам возење, но нешто што треба, мислам дека да ви го кажам, нешто што јас го дознав сношти. Јове со кој често пати возиме беа возеа Дурмитор пред недела, 2 можеби 3, и ми кажа дека патот од Мојковац до мостот на Тара е затворен поради некаква рушевина на патот и дури и за мотори, не можете ни со мотор да помините. Така да не одам јас сега директно од Мојковац за мостот на Тара, туку ќе одам кон Плевна, односно покрај границата со Србија ќе поминам прво и ќе одам по тој пат фактички по источниот. Имајте предвид, ова видео е снимено на 5 јули, значи на 5 јули се уште не можете да го користите тој пат што води директно од Мојковац кон Тара, односно кон мостот на Тара. А од Мојковац по тој источен пат што ви велам до мостот на Тара имам 87 км, околу час и половина возење. Иначе местото каде што бе сместен сега кај Бангалово, имаше едни шпањки, зборувавме, газдата рече дека македонците се братски народ, потоа кога плаќав жената исто така ми кажа дека ги сака македонците и многу ја сака песната Битола мој роден крај. А сношти вчера, кога бев излезен во кафичот, на радио имаше песни, нормално како во секој кафич, и прво имаше една песна од Антонија Гиговска, могли сме удвоje, и потоа имаше и песна од Тоше Пуштена. Српски верзии, српски песни двете, но сепак на наши, на македонски пејачи. Мојковац. Оде лево има и тука едно мост мало. Мислам, не е мало, високо е. Иначе јас станат сум денес од 5 часот некаде, многу беше студено, морав да почекам малку да подизлези сонцето. Еве го сега е 7:30 часот, пријатно е за сегубаво за возење, ќе видиме дали ќе ми студи попат. Но денес се надевам не би требало да имам некои жештини во текот на возењето и високи температури, со оглед на тоа што постојано ќе движам низ шумски предели и низ високи надморски висини. Друго нешто што треба да знаете тука, што јас сега го сатив, е
GPS од кога ќе го наместите за мостот на Тара од Мојковац. Ќе ви извади пат кон Плевјак, меѓутоа пред Плевјак ќе ви речи да го сечите патот и да одите низ селото под Крајци. Меѓутоа јас така тргнав и нема пат ниту низ селото под Крајци. Така да мора, ми рекоа едни луѓе, прашав до Плевјак да одам. И ова е мостот на реката Тара. Моментално поминувам над него. Ќе заставам сега од другата страна, овде не можам, тесно е многу, но се гледа дека е многу висок мост, а сега малку потаму ќе ви ја кажам и приказната за овај мост. Овде е навистина убаво да застаните, но со моторов мислам дека проблеми ќе биде. Онде лепо ќе си застанам кај жолтите возила или да застанам овде десно кај видиковецот. Ова е мостот на реката Тара. Приказната е многу интересна. Изграден е 1940 година, непосредно пред Југославија да биде окупирана од нацистите и фашистите. Тука црногорскиот дел бил под окупација на Италија. Па со цел да го спречат напредувањето на италијанците, црногорските партизани со помош на еден инженер кој работел всушност на изградбата на овај мост, срушиле дел од овај мост и така го запреле напредувањето на италијанците. Но подоцна истиот тој инженер што му помогнал на партизаните бил убиен од страна на италијанците токму тука на овај мост, на чија што изградба работел самиот тој. Исто така во времето кога бил изграден овај мост, бил највисокиот мост во Европа од ваков тип. Не се задржив јас многу тука, сега продолжувам бидејќи приоритет ми е Дурмиторскиот прстен и сега продолжувам кон Жабљак, само Жабљак турувам, бензин застанувам и продолжувам кон Националниот парк Дурмитор и прво застанување езерото Змије. Пристигнав во Жабљак, кој е иначе највисокиот град на Балканот. Влегов низ град поради тоа што сакам бензинска да најдам да наполнам бензин. Но бензинска се уште немам видено. Абе, 4 се пушта тако застануваш. Да видам кај има бензински тука. Само една бензинска ми вади во Жабљак. И таа е назад. Искрено очекував поќе, сепак не значи дека нема ако не ми ги вади овде мене поќе бензински, но сепак Жабљак е едно туристичко место, треба да има повеќе бензински. Иначе не ви кажав, сатот е 10:30, тука е температурата многу свежа, значи имајте предвид, сум со мотоопрема на мене и не ми жежи. Многу изградени нешта од дрво има, забележувам во близина, мислам во близина, општо низ градот, така да потсеќа баш на еден шумски град. Исто така овде во Жабљак во близина има и скијачки центар.
A benziskata je onde. Ajde gospodine. Zdravo, full. 95. Da, 95. Со картичка може да се плати? Турив јас гориво, не видов колку пари овде литарот, но би требало како вчера. Вчера мислам дека беше евро,46. Така да не би требало нешто поразлично да и тука, а сега одам кон езерото Змиње. Од Жабљак до таму 7 километри. Ела па ваму. Ова станува се подобро и подобро. Значи видете ја природата. Мислам дека ова ќе испадне едно многу долго видео. Инаку не ви кажа, веќе возам низ националниот парк Дурмитар. Низ овој национален парк има премногу езера, значи не е само ова што го посетувам, најпознатото е Црно езеро, но гледам има малку повеќе за пешачење таму и премногу туристи одат таму, затоа го одров ова езеро, бидејќи не можам двете да ги посетам, едноставно времето. Абе, фала ти, ама порано да станеш. Абе, и... Чо кажував, заборев сега. И толку ми е времето, едно езеро само можам да посетам и тоа ќе биде ова езерото Змиње, кое што иначе е едно од најсликовитите езера на Дурмитар. Тука веќе прекинува асфалтот. Температурата е идеална, како што ќе одам сега нагоре, после уште полано сигурно ќе станува. Зеленилото е убаво, исто така многу зелено. Да го принаправя и овде асфалт ќе беше може подобро, ама па ќе се изгубеше автентичноста на природата. Се вози, не дека не се вози, не е нешто страшно, ама сепак. Пристигнав јас, сега да го завртам моторот, да го оставам тука и од тука натаму некаде околу 200 метри пешки ќе видат. Езеро Змиње лево. Значи навамо. Шубо е во опрема, сум рачунајте в чизми се, в палто, в панталони, баш е убо за пешачење. Нити сум испотен, нити ми жежи. Тамани ќе се раздвижам убо. И малку го подгледнувам.
Тоа беше Змиенско езеро, а сега се враќам назад, направив една пауза таму. Навистина е местото многу тивко и мирно. По која патека иде, не знам. И навистина вреди да се посети, доста е сликовито. Има и клупи таму да си седните ако сакате. Еј, ами се спојвале двете патчи, наџабе се враќам назад. Сега јас одам кон моторот и да продолжам да се искачувам низ националниот парк Дурмитор. Тоа беше Змијанското езеро, јас сега слегувам надолу. Сите пешки беа, само едни имаше со кола, видов со туран беа дојдени. И јас со моторот, другите, овој пат че сега што го возам, пешки го возат. Убаво искрено за пешачење, ако имате повеќе време, или со кола ако идите, не е стрмно нешто, се пешачи сосема лесно. Барем така изгледа сега, не е нешто стрмно да речите да треба да се искачувате постојано. Па нозете да ве болат, па не знам што. Гледајте што е, каква населба е ова. Колку интересно патче, како да не сте на Балканот, како да не сте Црна Гора, туку негде на Алпите. Иначе пред малку имаше рампа, а не ми беше пуштена камерата, наеднаш после кривина беше рампата и платив карта, 6 евра платив и за карта за Дурмитор и карта за пива. Пива не знам што е, додека истражував за Дурмитор ништо такво не сретнав, но некаков парк е тоа, но Дурмитор ми рекоа дека дури сега почнува националниот парк Дурмитор. Иначе јас сега ги возам серпентините што се во близина на Сушичко езеро. И тука на многу места забележав сериозни отрони од карпи, но повеќе изгледа како намерно да се ронати, но сепак не можам да знам, но сепак има овде, например, сега мали камчиња се. Меѓутоа имаше многу места каде што големи беа карпи буквално. А еве иначе серпентините. За вакви вере. Видете, ова се огромни. Сега за среќа од колите се зачистени на средина само има, но сепак внимавајте.
Направив непланирана пауза, тоа беше Видиковец на каньонот Сушице. Сега продолжувам да го возам превојот Седло. Инаку очекував тука постудено да биде малце пониска температурата, ама не, сепак ми жежи. Ама кога застанав сега, кога ја правев паузата, па убаво беше, се седеше ладно, ветре дувкаше. Гледайте сега патот каков е. Не се серпентини, ама прав е со змилчина, да речам мали. Овде уште едно викенд населбиче, Трсе се вика ова. Трса, тоест. Има и овде ресторанчина, нешто таква работа. Точно иначе 1 часот, а јас сега одам да го возам превојот планински Седло. Море свирка ко на кола Голдвинга. Луѓе, патов е вистинско доживување. Навистина преубо за возење, свежо, ладно ветре дува. Иначе ова е највисокиот пат во Црна Гора. Се издига на надморска висина од 1900 метри надморска висина, веќе кажав. Сега каде што сум би требало да е највисоката точка, бидејќи сега гледам веќе оди надолу. Но е нешто слично како падињите на Бистра планина на Галичник, само што овде има повисоки уште врвови. Дувка ветре, може би го слушате. Навистина е пат кој мора да го возите, асфалтот е во многу добра состојба. Нема ни одрони на патот, некои сериозни за да треба да берите гајле.
Само има некои кривини каде што треба да внимавате да не иди кола од другата страна. Иначе е вистинско доживување. И така, дами и господа, превојот седло тука негде уште малци ќе заврши, снимив премногу, не знам како ќе го скратам, но навистина беше премногу убаво, доста сценски и панорамично. Оваа половина од Дурмиторскиот прстен е многу поубава од таа претходната и е пат кој навистина мислам дека мора да го извозите доколку доаѓате во Црна Гора. Многу е поубава отколку да одите на плажи и не знам каде. Дури можеби можам да речам дека е поубав и од Јадранска магистрала. Со тоа што Јадранска магистрала е сам асфалтот подобар. Но и овде се вози, нема некои дупки одрони да се разбериме тоа барем. За разлика од другата половина пак ќе речам. Мириса на дожд овде постојано, како воден малце делува асфалтот, не знам, може би има врнето. Пред јас да пристигнам, а пишуваше дека ќе врни за денес иначе, меѓутоа за кај 4 часот. Сега е 2:10. Облачно, има доста облаци, гледам, ама нема почнато се уште да врни. Ќе видиме што ни останува. Тука веќе и се приклучувам на патот од Жабљак за Никшиќ. Јас пристигнав во Никшиќ. Ако се сеќавате, од Тунис до Драч се враќав заедно со еден црногорец со скршена клучна коска. Епа тој од Никшиќ и вечер ќе се сретнам и со него. Тој откако се сними потоа дома, откако си отиде во Црна Гора, се сними и испадна дека освен клучната коска исто така има и 2 ребра скршени. Сега ќе видам како се опоравува, ќе се видиме со него, но прво да го најдам хотелот, да одам да се истуширам едно друго и така. Река Зета. Рекиште. Овде лево. Ој, од пред мене вози, си мисли го следам него, може ки си помисли. Из ови уличињата. Бидејќи стварно споредни уличина се. Кој странец оди вак? И хотелот треба да е тука, GPS-от вели десно. Ајде да видиме. Ау да, Апартментс Ераковиќ. Лево. Тоа би било тука.
Дали истата порта? И стигнав јас во хотелот. Ова е буквално една соба плюс купатило и тераса. Значи ова е собата, има 1, 2, 3 да спијат. Овде тука е купатилото. Има и када, има и чеп. Да ви кажам, ќе размислам дали да си ја наполнам во Тунис после една штака, па 1 сат може леже в када. Овде е и кујната и еве и терасата. Онде долу е и мотор. Тука плаќам 26 евра. Има и клима. И така, сега да видам со Радован, да зборнам што како да се договориме и да си го направам планот. И народе, сатот е 2 без 15. Јас бев во локалот Октоберфест. Значи, доколку доаѓате во Никшич, обавезно да го посетите локалот Октоберфест. Тоа е всушност пивница која што мора да ја посетите. Едноставно тука се пие пиво исто како кај нас што се пие кафето. Значи, не знам колку десетина пива може би испив. Навистина треба да го посетите ова место. Значи, запамтете Октоберфест на плоштадот во центарот на Никшич. И навистина е место каде што ќе се чувствувате добре дојдени. Значи тука не заборавајте, се пие повеќе пиво отколку што се пие кафе. Исто така Радован ми даде и ракија во шише во форма на мотор всушност. Навистина еден добар, многу убав подарок кој што ќе си го чувам. А тука негде и ќе го одјавам ова видео од Никшич. Доколку ви се допадна, притиснете лайк. И доколку веќе немате, притиснете subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.